На брзина, дури 40 закони ќе бидат изгласани на утрешната собраниска седница. Власта и опозицијата се договорија законите од областа на финансии, социјала и здравство да се протуркаат утре, ама запнаа на законот за одбрана и оној за опојни дроги со европско знаменце. ВМРО ДПМН е децидни. Поддршка за закони во корист на граѓаните кои предвидуваат макар и минимално покачување на плати и пензии ќе поддржат, ама закон за дроги никогаш. Заев и неговата криминално-рекетарска банда се обидуваат на мала врата, на скриен, на шверцерски начин, под завесата на овие неколку други закони, да го прошверцуваат, така речен, овој закон и ги ставаат во една ситуација 2 милиони граѓани на Република Македонија во ситуација на заложништво. Тоа нема да го дозволим и тоа нема да помине. Од СДСМ препознаа ситно политиканство, па денеска ги повикаа пратениците од ВМРО ДПМН да ги поддржат законите, вклучително и тој за одбрана. Свесното блокирање на законот за одбрана, Мицкоски и неговите пратеници во собранието, значи кршење на уставот, загрозување на остварувањето на децениските стратешки цели, членство на Република Северна Македонија во НАТО алијансата. Премиерот Заев вчера и се закани на опозицијата. Ако важните закони не се изгласаат, оставка на 3 јануари нема. Џафери објасни, ако Заев не се повлече, изборите ќе се одложат. Најкасно на 3 јануари до 24 часа треба да е избран составот на техничката влада со оно што го пропишува законот за влада, елементите што треба да се променат, односно персоналните решенија што треба да се променат во духот на Пржинскиот договор. Последните денови од оваа година ќе го дадат одговорот дали Македонија на 12 април ќе избере нова влада. Лидерски средби се закажани во сабота. Мицкоски ќе се консултира со Заев и Ахмети.